Почитувани, Зоран Заев воведува нов данок на сите горива и зголемување на цената за 4,13 денари за секој литро гориво, бензин и дизел. Тоа се 4,13 денари за кои трајно ќе се зголеми цената на горивата. Заев удира по народот затоа што тој и неговите министри кои испразнија буџетот и ја задолжија државата за дополнителни 2,4 милиарди евра. Сега, со новата давачка, Заев планира директно од джепот на народот на годишно ниво да собира нови 54 милиони евра. Ова е второ зголемување од 4 денари. Заев претходно ја зголеми акцизата за исто толку. Во овие 4 години, заради Заев, плаќаме 14 денари поскапи горива. Имено, за 1,2 денари е зголемена големопродажната маржа. За 1,4 денари е зголемена и малопродажната маржа. За 0,25 денари се зголемени транспортни трошоци. За 3 денари е зголемена акцизата. На 0,54 денари е зголемено ДДВ. За 3 денари е зголемена акцизата по втор пат. За 0,54 денари е зголемено ДДВ-то исто така по втор пат во 4 години, поради зголемената основица. Плюс, на сето тоа, новата такса од 3,5 денари за еколошка такса и 0,56 денари за ДДВ на новата цена заради еколошката такса. Се на се вкупно 14,06 денари по големи давачки за секој литар гориво. Ова се пари кои ги даваме на владата на Заев. Ова се пари кои ги плаќаме независно од светската цена на нафтата. Останува уште данок во крв да воведе Заев, бидејќи нема друга давачка која не ја имплементира изминативе 4 години. Заев преку тендери го испразни буџетот, а сега народот преку даноци ќе треба да ги крпи дупките. Штетата од зголемувањето на цената на горивата ќе имаат пред се земјоделците и транспортерите, но и сите индустријски гранки. Ваквото зголемување на цената на горивата ќе значи и ценовен шок и можен удар врз цената на сите производи и услуги, кај кои во голема мера креирањето на крајната цена зависи од горивата. Бараме Заев, наместо да ги зголемува цените на горивата, да запре со овие штетни политики. Во овие кризни времиња, кога на економијата и треба помош, потребно е намалување, а не зголемување. 4 години Заев, 4 години украден живот. Доста е. Ви благодарам. Прашање? Повелете. Најави дека ќе објави нова стратегија, ново делување на партијата, Македонија за сите луѓе мотото. Кој ќе биде новитетот во делувањето на партијата, што можеме да очекуваме како деда или како најава пред вчерашното обраќање на лидерот? Така е, ви благодарам за прашањето, благодарам за интересот. Да, ВМРО ДПМН вечерва ќе ја промовира новата стратегија која е наречена Македонија за сите луѓе. Тоа е еден концепт кој што освен нов визуелен идентитет ќе нуди вредности прифатливи за огромен број на граѓани. Тоа се вредности кои обединуваат и отвораат врати за сите оние кои што имаат за цел просперитетна, напредна и достоинствена Македонија. Понудата на ВМРО ДПМН ќе биде антипод на поразите, на неуспесите и на безперспективноста на оваа власт која што ја води Заев. Ќе понудиме визија за економски напредна Македонија со целосна заштита за општествените, националните и државните интереси. Македонија има сила и волја да се спротистави на сиромаштијата. Има сила и волја да се спротистави и на мафијата која владее со Македонија. И ВМРО ДПМН ќе биде носител на таа заедничка борба. Доста му е на народот да гледа како од ден на ден осиромашува, додека кликата на власт околу Заев се богати. Доста му е на народот 4 изгубени години со Заев. Македонија има и капацитет и способност да се спротистави на тонењето и на понижувањето.
да се исправи и да тргне напред. Ги повикувам и јавноста, и граѓаните, и вас, медиумите, да ги следите активностите и во текот на денешниот ден, меѓутоа и во текот на целиот следен период, со цел во подробности да се запознаете со новата стратегија Македонија за сите луѓе. Уште еднашка ви благодарам.